Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Моја гостинка во студиово е Светлана Мазгаловска-Вучетич, прв човек или директор на Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица. Госпоѓо Мазгаловска-Вучетич, добар ден, добре дојдовте во нашето студио. Добар ден и ви благодарам на поканата и секогаш со задоволство доаѓам да соработувам со телевизија ВИС и со вас како водител. Благодарам што сте овде. Чинам дека има за што да се зборува. Помина бајаги време од последното ваше гостување, кога повторно зборувавме за активностите на Домот и деца и млади. Што се случуваше во оваа измината една година, колку што се немаме видено вака професионално? Па можам да кажам дека прво ми е задоволство што стојам на чело на една ваква институција која што многу мина би рекле дека е минорна. Да. Меѓутоа, институциите каде што се раѓа аматеризмот и се негува, се мислам дека од особено значење, а особено вие како личност која што се занимава со професионализам, може да го разберете тоа дека сите професионалци, без разлика од која област доаѓаат, излегуваат токму од ваквите институции како што е нашата. Така. И сега се соочивме со една опасност, можеше да биде и затворена таа институција, бидејќи во Македонија нашата институција сега е Дом за деца и млади, поранешен пионерски дом кој како што и сите струмичани го знаат. Но за жал во Република Северна Македонија веќе не постојат домови за деца, пионерски домови. Ние сме единствена институција и особено сум горда на претходните градоначалници кои што па и сегашниот направија напори да оваа институција опстане и продолжи понатаму да работи во интерес на децата. Зошто е тоа така? Нели е жално што Домот за деца и млади во Струмица е единствениот во државата? Зошто ги нема во Па да ви кажам искрено, мене ми е необјаснив. Кој тоа ги анимира младите во другите градови? Па изгледа никој, според она како што го знаеме, сега веќе почнува да се сведува на приватни студија, ликовни студија, литературни студија, дружења, дружби, клубови, популарно кажено. Меѓутоа сепак кога како институција постои место од каде што може сето тоа да произлезе, е многу подобро според мене. Не знам зошто тоа се случи, бидејќи во културата работам повеќе од 15 години. Работев во Дом на култура, сега работам во Дом за деца и млади. Тие работи се слични, меѓутоа суштински се разликуваат. Затоа што домовите за култура во главном ги негуваат, да речеме, и пред се повозрасните, но и децата. А додека овде е обратно, нашата работа е исклучиво поврзана со развивањето и на креативноста на децата вон школските активности. Едно е тоа што децата мораат да го совладуваат во текот на наставата, по ликовно образование, на часовите по македонски јазик, па и ритмиката, но друго е кога тоа го надградуваат вон школски по своја желба. Бидејќи денес е многу важно во време на таа модернизација и дигитализација да децата имаат желба да цртаат, да пишуваат, да играат. Тоа е многу важно. Апсолутно се согласувам. Они кои ја познаваат Светлана Мазгаловска-Вучетич знаат дека тоа енергична жена која сака многу да направи на местото каде што се наоѓа. Јас ве познавам поодамна како директор на Домот на културата Јана Сандански од Ново село и знам дека во ваше време имаше многу активности во таа институција. Сум бил и дел од тие активности на моје огромно задоволство и претпоставувам дека таква сте и сега, дека некои нешта не се менуваат, нели? Но велите, кај децата треба се развие желба за да дојдат во Домот за деца и млади. Колкава е таа желба? Присутна ли е уште? Знам дека на времето во пионерски дом имаше многу деца. Како е сега? Да ви кажем искрено... Нештата се сменија, времињата се различни. Да, времињата се менуваат, со тоа се менуваме и ние, и возрастните, се менуваат и децата. Меѓутоа, на моје огромно задоволство и на колегите кои што работат со мене, е што постои желба кај децата да работат. Тоа е она што ме радува. Значи, има креативни деца, има деца кои сакаат да работат и тоа е основно и најважно за нас како институција. И се додека постои таа желба, се додека има луѓе како нас
кои сакаат да работат со децата, бидејќи на нашата веб страна, веб порталот имаме една мисла дека времето поминато со децата никогаш не е залудно потрошено време. Тоа мене ме води и во приватниот живот, а воглавно ме води секогаш и во професионално. Значи, кога го поминувате времето со децата, имате пред се што да научите. Така е. Затоа што децата се извор на многу нешта. Така. Доаѓаат многу деца, значи доаѓаат деца кои што се ликовно талентирани од литературната дејност, ритмиката. Домот за деца и млади години постои повеќе од 70 години. Пред неколку години одбележавме 70 години од постоењето, бидејќи е формирано во 1946 година. Што значи таква една институција не смее да замре, а ние од петни жили се трудиме да обстани и да биде што може подобро, бидејќи буџетот значи за 2 години ќе имате уште еден јубилеј, да. Тоа не е така, тоа е диамантски јубилеј, 75 години од постоењето на институцијата, да. Добро. Работата е што домот од секогаш работел на принцип на распишување на конкурси, на литературна и ликовна дејност по повод на одредени поводи, како што е 8 март, меѓународниот ден на жената. Потоа имаме одбележување на детската недела, која што се прави во октомври месец. Новогодишните празници, тоа се некои традиционални работи кои што постојат години наназад. Има одбележувањето на празниците во градот. Кои што се, нели, по раѓање или смртта на Гоце Делчев, на Борис Трајковски, така луѓе кои што многу придонесле за нашата денешна слобода. Значи тој дел на рецитали, на водењето, сето тоа е дел на домот за деца и млади, кој што многумина за жал не го знаат. И тоа е една благородна работа која што на нас ни причинува задоволство и е многу интересно што децата имаат интерес за тоа. Има, значи, деца кои што се родени рецитатори. Така. Има многу кадри кои што произлегуваат од тука, а потоа стануваат и познати литерати, што е огромно задоволство за нас. Меѓутоа имаме и две други манифестации, крупни, кои што едната од нив е уметничкото рецитирање. На денешно време да се негува уметничкото рецитирање на вистина благодет. Бидејќи и сами знаете веќе онај како беше во основното училиште кога почнувавме да учиме ние, имаше краснопис. И сето, мислам, правилно изговарање, правилно читање, меѓутоа тоа сега некаде залута во времето и просторот и еден ваков надпревар по уметничко рецитирање на вистина нешто убаво. Соработката се остварува со сите основни училишта од Струмица, општински училишта, Ново село, Босилово и Василево. Значи регионално. Регион е опфатен. Меѓутоа имаме една многу поголема манифестација на која што мене, например, ми причинува посебно задоволство. Сте горди. Затоа што горди сме на сите наши, така, да речеме, настани кои што ги организираме. Меѓутоа мене од тие ликовната дејност малку повеќе ми лежи од другите. Цвеќето, тоа е републички детски средби кои што имаат малтене 29 години од постоење оваа година, меѓутоа од кога се бележи. Така. Колку не се бележело тоа... Ден на цвеќето како беше? Не, тоа е цвеќе, насловено само цвеќе, републички детски средби цвеќе. Оваа година беше 29-та поред. Републички затоа што доаѓаат од цела Република Македонија. И интересно е што таа е трипартитна или од 3 дела се состои. Објавуваме ликовен конкурс на кој што го доставуваме до сите кои што обично доаѓаат заинтересирани. Оваа година имавме и од Кочани, и од Емир Капија, Гевгелија Стојаково и Берово се наши постојани соработници, регионот, Струмичките основни општински училишта, сите се дел од таа манифестација. Имаат месец дена да создаваат и да творат на темата цвеќе, испраќаат ликовни творби до нас и потоа ние ги средуваме. Работата е на некој начин малку помалку трпна, меѓутоа кога работи со нешто што е убаво, уживате во тоа просто и не представува проблем. Едниот дел е изложбата. Другиот дел на самиот ден кога се одржува манифестацијата е цртање на хамер, порано се цртало на асфалт. Така. Меѓутоа сега има, сами рековте, попрактично, понапредни сме, цртаме на хамер со сув пастел. Децата цртаат директно и тука може да видите дали они работат сами или кога ги достават ликовните творби, не можете да знаете дали
раката на наставникот, менторот или на родителот има удел во тоа. Но кога работат екипно и заедно, тогаш се гледа дека тие сами работат. Настануваат просто прекрасни дела. Тоа е вториот дел и третиот дел е аранжирање на свежо цвеќе. Што е навистина прекрасно за очи, а и за душа. Бога ми уживаме во таа манифестација. Доаѓаат преку 200 учесници, мислам 120 учесници, нивните ментори, комисии. Домот за деца и млади нема некој особен буџет со кој би можеле ние да се пофалиме. Нискобуџетни институција, така. Непрофитабилни. Така. Меѓутоа, знаете, аз и сами рековте, бев директор на Домот на културата во Ново село повеќе од 10 години. Се научив таму, па и тука, да работиме со малку пари. И колеги, со многу љубов. Со многу љубов и со многу желба за работа. Така. Желбата за работа, ако ја имате, а фала Богу, јас и моите колеги ја имаме. Така. Не недостасува. Чим тоа го имате деца од другата страна кои сакаат да работат, формулата е... Има ли побаво нешто тоа? Не. За мене нема. Така. Таа манифестација доделуваме награди, кои што награди ги доделуваме за ликовната изложба, па доделуваме за цртањето директно на Хамер, и од наградените што кои цртаат, секоја лани започнавме една нова традиција да пуштаме учесници на меѓународната детска ликовна колонија во Кратово. Да. Лани имавме две ученички, Анастасија Ристовска и Лилјана Кировска, под менторство на Ристо Обрадов од основното општинско училиште Маршал Тито. Анастасија имаше освоено посебна награда на манифестацијата Цвеќе и како награда нашата институција пушти да биде дел од оваа меѓународна ликовна колонија во Кратово. Добро. А оваа година тоа и го продолживме. Оваа година имавме пак двајца ученици. Тоа беше Зоран Христов и Вангелица Иванова. Нивни ментор е Жарко Спасов. Они доаѓаат од општинското основно училиште Свети Кирил и Методи од Дабиле. Од Дабиле, да. А беа заедно со учениците од Ново село, Марија Малијанска и Анастасија Стојкова, а заедно со нив беше како ментор Звонко Тилев, кој што е мој соработник од времето кога работев во Домот на културата. Не, мислам, има една интересна работа меѓу помалите институции во културата. Бидејќи поголемите се многу големи, нели? Ние помалите се поддржуваме меѓу себе и соработуваме. И тоа е добро од една страна, затоа што како колеги си имаме поддршка, а од друга страна е во интерес на самите ученици, во интерес на општините кои што ги представуваме. Така. Со тоа се заокружува една годишна активност. Сега, она што ме интересира е започнуваат летните распусти, веќе започнаа, нели? Значи и тоа дека паѓа нивото на активност во вашата институција. Бидејќи децата сакаат да бидат слободни, па одат со домашните на одмори и така натаму. Што работите во летниот период? Па тоа многу пати се обидувам да го објаснам на дел од луѓето кои што не им е позната нашата работа, а на дел од луѓето не, можеби и не сакаат да ја знаат. Работите во тоа што нашата институција, значи пионерските некогашни домови, а сега Домот за деца и младо функционирале на принципот со основните општински училишта заедно. Додека трае работата на учениците, мислам учењето од септември до јуни, а додека овие 2 месеци се со нели по-мали активности, понамален интензитет, каде што повеќе доаѓа до израз литературната дејност, одбележувањето на празниците. И тука би сакала сега да се навратам дека малку повеќе зборував за ликовната дејност. И освен класичните литературни конкурси и ликовни кои што ги правиме, малку повеќе внимание посветивме оваа година, воведовме една нова активност, есенска школа за минатата година поточно, за млади афористичари. Имате стручен човек по таа работа, Ацо Ѓоргиев е тоа? Ацо, колегата кој е познат афористичар на јавноста, литерат, кој што има колеги од неговата област, кој што се сите на располагање за институцијата и за децата. Струмица е и еден од водечките градови во прасадник, буквално. Афористиката, така? Да, така. И ги одбележуваме, например, 2 април беше одбележување на меѓународниот ден на литературата за деца, каде што
вашата уредничка или колешка Сузана Мицева и Киро Донев ја збогатија тој ден кој што го одбележавме со учениците од Општинското училиште во Василево. Значи, имаме една пракса со колегата Ацо Георгиев да повеќето посветиме внимание на руралните средини. Така. Бидејќи се што се случува во градот. Так. Сакаме сите деца, без разлика каде живеат, да го имаат истото чувство и да добиваат иста перцепција за културата, без разлика на местото на живење. Така. Направивме и едукативен час во Моноспитово, каде што има многу дел од наставниците кои сакаат да соработуваат. Една таква наставничка Елисафета Мирчевска, која што секогаш има желба да соработува со нас. Имаме одбележување исто така на 20... Имаше и една интересна средба на познатиот и признат македонски литерат за деца Киро Донев во неговото училиште во Муртино. Да. Исто така во организација за Домот за деца и млади. Да, тоа беше, значи, представување народно краен автор. Ето така. Каде што беше Киро Донев, бевте и вие, така. Беше Сузана Мицева, Јана Рингачева, Ице Беличев, значи во главном литератите кои што нешто значат во општина Струмица, па и пошироко во Македонија, соработуваат сите со Домот за деца и млади и ни помагаат во одбележувањето на одредени датуми и настани кои што се битни за областа на литературата. Го одбележавме и Светскиот ден на литературата и на авторското право, кое што го правиме по населените места. Меѓутоа имавме и едно интересно друго одбележување на промовирање на хаику поезија, која што е малку, да речам, понепозната за јавноста. Гостин ни беше Атанас Крлевски од Велес, каде што промотор беше... Да, и пишувач на хаику поезија, но и афористичар. Така. За мене беше интересно затоа што верувам дека и многу души не знаат што е хаику поезија. Го предвидовме како едукативен час за младите, за средношколците. Да. Едноставно и промовирање на неговата книга и едукативен час, за да можеме на некој начин да допреме до публиката што значи хаику поезијата. Да се запознаат младите, дека тоа е најкратката форма на поезија од само 3 стиха, да. А јас го разбрав тоа како поезија преку 3 слики. Или 3 слики, но 3 стишие е тоа. 3 стишие, да, кој дава една, која формира една слика. Тоа е јапонска култура на пишување, која пренесена и се повеќе зема замав и во Европа и во целиот свет. И морам да кажем дека многу ми се допадна тој начин на пишување и сега продолжуваме таа соработка со такви, да речеме, по маргинализирани видови на литературата. Оваа година конкуриравме до Министерството за култура, завршивме како и повеќето од сите нас со многу малку. Например, за републичките детски ликовни средби Цвеќе, кои што ние секогаш реално ги доставуваме од моето долгогодишно искуство аплицирање во годишната програма за проекти од национален интерес. 120.000 кошта до 130 целата манифестација, добивме ни помалку ни помеќе 18.500. И сега е прашањето што да покриеме со тие многу пари. Добро. Меѓутоа добивме пак за, не сме нескромни, еве за школата за афоризми која во изминатата година беше за млади афористичари, беше помогната од општина Струмица. Годинава ќе биде дел како проект на Министерството за култура, а дел од општина Струмица. Значи, кога се сака, се најдува начин како да се покрие тоа што е важно и основно за нас како институција. Се работат и часови во природа. Така да колегата ги вклучуваше и Ристо Филчев, и Ана Рингачева, и сите вас кои претходно ве набројав. Пред овој месец, значи на почетокот има час по афоризам во природа со учениците на наставничката Елисафета Мирчевска. Имавме и многу литературни конкурси кои што беа по повод Меѓународниот ден на жената, потоа детската недела е тоа што следува, всушност. Добро, значи мноштво активности, за пофалба е сето тоа, нискобуџетна институција, како што веќе констатиравме, но со многу активности, за пофалба е сето тоа во секој случај. Оно што ме интересира,
Значи, ке поминати овие 2 месеца со малку помалку активности, но од септември почнувате пак со полна парја. Предпоставувам и со нови ученици, бидејќи генерација по генерација доаѓаат нови деца. На кој начин може едно дете кое е талентирано или сака да се дружи, може да дојде во вашата институција? Па во нашата институција во главном соработуваме со основните. Има ли некакви запишувања, некакви процедури? Не, тоа го немаме бидејќи просторот не ни дозволува. Порано домот за деца и млади имаше свој простор над општината, како што повеќето од старите струмичари го знаат. Тоа беше моето следно прашање, какви ви се условите во домот на АРМ? Добро, можете и за ова. Да, беше малку подруга била ситуацијата. Во тој период јас не работев нели во институцијата, работеше колешката Елизабета Ричлиева со поранешниот колектив, а овој колектив кој сме сега, ние работиме во домот на АРМ, каде што имаме само една единствена канцеларија, каде што и директорот и вработените се таму. Ја користиме салата која што ја користат мноштвото на граѓани, на невладини, владини здруженија кои имаат потреба од тоа. Ходникот го користиме како изложбен салон, а канцеларијата ни служи како работилница. Се што ни е потребно, ни уште една многу мала, да речеме, канцеларија, која што би ни била, да речеме, да заокружиме. Меѓутоа, местоположбата е добра, се наоѓаме во домот на АРМ, и е достапно за децата кои доаѓаат. И на убаво место е во паркот, убаво. Да, па и многу е значење тоа што е во паркот, бидејќи за цвеќето, цртањето се одвива во самиот парк, кој што Струмица има со што да се пофали. А на нас двор и место за цртање. Поубаво не може ни да замислиме. И останува прашањето како може децата кои пројавуваат интерес да дојдат? Доаѓаат пред се преку нивните основни училишта. Бидејќи за секоја активност распишуваме конкурси, било за литературна или ликовна дејност, меѓутоа работиме и ритмика. Тоа го работи колешката Елизабета Ричлиева, каде што децата сами доаѓаат, децата си знаат, значи уште од времето, без разлика што генерацијски се променуваат, они постојано доаѓаат, бидејќи ние приредуваме за детската недела и за новогодишните празници целосна програма, како и за приемот на првачињата. Тоа е во надлежност на нашата институција, така да детската недела ја започнуваме со цртање на отворено, се црта надвор, исто како што е и за цвеќето. Тоа е една активност, потоа продолжува примат на првачињата, како што и сами знаете, со свечената заклетва во Домот на културата Антон Панов, каде што своје обраќање има и првиот човек на општината, каде што сите првачиња даваат заклетва, меѓутоа програмата ја организираме ние, каде што е составена од повеќе жанрови, и литературна, и ритмика, и песна, и игра, и тука имаме соработка и со други институции, значи можам да кажам дека отворени сме за соработка со сите кои имаат желба да соработуваат со нас. Исто тако видна програма спремаме и за новогодишните празници, каде што завршуваме, меѓутоа нешто што поново, освен есенската школа за афоризми, нели одбележувањето на, како што реков, светските и меѓународните денови на литература, и се и ликовните хепенинзи. Почнавме да работиме ликовни хепенинзи на локалитети, како што се лани работевме на Колешинските водопади и бираме, кога се наоѓаме на одредена локација, бираме поблиску училиште со која што соработуваме, го реализираме ликовниот хепенинг. Тоа го правиме обично во јуни месец, а додека во септември правиме изложба каде што доаѓаат учениците или соучениците на тоа училиште, меѓутоа секогаш покануваме и други училишта со цел да се анимираат децата, се дружат помеѓу себе и наредната година веќе имаме друга комбинација. Оваа година беше на Габровскиот водопад со учениците од Општинското училиште Маршал Тито од Муртино и нивниот ментор Панче Ѓоргиев, каде што имавме една прекрасна дружба, а тоа ќе биде видено во просториите на Домот на АРМ во месец септември. Но тука ликовните хепенинзи не завршија. Додека работе во Домот на култура, некако имаше подруг концепт. Таму се прави секоја година по завршувањето на школската година хепенинг на Дојранското езеро, каде што бевме поканети оваа година да бидеме
заедно, да се дружиме, да соработуваме, така да сите деца кои што доаѓаат во домот кај нас, по било кој основ, дали по литературен конкурс или за настап, добиваат можност да бидат дел од некоја друга активност, бидуваат на некој начин наградени. Со тоа, што сакаме да постигнеме? Сакаме да ја подигнеме нивото на креативноста кај децата, нивната желба која веќе ја има, и секогаш даваме символични награди, особено во делот на литературата даваме изданија кои што се не само лекторни изданија, туку изданија кои што се книги. Да, моментално најактуелни, за да може да ги привлече децата да работат. А секогаш имаме и пракса, тоа не е од времето кога сум била јас или Елизабета Ричлиева, тоа е уште од многу поодамна. Секој учесник добива символична награда. Кога е, например, за уметничко рецитирање, добива книга, кога е за цвеќето, секогаш добива некоја соодветна награда, некогаш мајца, некогаш чаша, било што, значи нешто што ќе го сеќава на учеството во нашите активности. Можеме вака надолго и на широко. Мала институција, толку многу активности, убаво беше тоа да се слушне. Останува да ви се заблагодарам, времето истекува, останува да ви се заблагодарам за учеството во емисијата и да ви посакам многу успеси и понатам. И се надевам дека ќе имаме и други поводи за вакви убави разговори. Па, можам да се заблагодарам и јас на вас за соработката и се разбира на канал ВИС, на телевизија ВИС, која што е секогаш спремна за соработка со нас, ги прати нашите настани, бидејќи е како регионална телевизија и, мислам, единствена во овој простор кој што може да ги известува граѓаните за сето она што се случува. Ние сме задоволни од соработката и немаме причина да не веруваме дека таа соработка ќе биде нели понатаму таква каква што е. Ги поканувам сите оние институции кои што се заинтересирани да соработуваат и граѓани со нас, и сега имаме фан страна на Facebook, како и веб страна каде што граѓаните можат да се информираат што се нашата институција реализира во текот на годината. И исто така би сакала на крајот да споменам дека имаме огромна поддршка од градоначалникот и советот на општината, кој што несебично, бидејќи за нас реков, се многу минимални средствата кои што се одделуваат, и би било во ред кога и сите оние кои што би сакале да помогнат или да дојдат, вратите се отворени. Ви благодарам уште еднаш. И јас на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава. Се раздалуваме и овој пат со песната на денот која вие избравте со вашите гласови. Од режијата знаат за која песна станува збор. Се гледаме утре во 10 часот. До тогаш, довидување.